Спортската манифестација Пролетни денови на училишниот спорт се реализира трета година поред во Штип. Идејата за нејзино започнување на Сојузот на училишен спорт во соработка со Оделението за образование при општина Штип. Ова спортска манифестација од година во година се проширува со додавање на нови игри, односно спортски содржини, а интересот кој учениците е во постојан раст. Ова спортска манифестација дојде во соработка со општина Штип Оделение за образование. И седнавме, се договоривме да почнеме едни игри за основните и за средните школи, што би било од кои игри. Така да во првите години игравме едни, па потоа вметнеме други спортски игри, па сега вметнуваме други спортски игри, така да секоја година земаме еден поголем замав и децата се одлучуваат во кој дел ќе се активираат. Има и помали кои што со овие активности го засакуваат спортот и се одлучуваат да почнат да тренираат одбојка, да тренираат ракмове, да тренираат фудбал или шах евентуално, така да ние сметаме дека оваа цел ја исполнуваме масовноста и децата да се бидат опфатени со спорт. Шахот за прв пат годинава беше опфатен, интересот за истиот е голем кој учениците, а дополнителна предност е што Штип го има и шаховскиот клуб Нов напредок, кој има и школа за млади шахисти. Па ние гледаме дека шахот веќе зема некој замав во Штип и одлучивме оваа година да го вметнеме и шахот во овие пролетни денови на училишен спорт. Шахот го одигравме минатата недела, имаше доста голем одзив на основни и на средни школи, така да се надевам во наредните години тоа ќе биде се поголем и поголем замав за овој тип на игра. Во текот на месец мај ќе се реализираат уште две спортски активности, тоа е велосипедизмот и планирањето. Открива претседателот на Сојузот на училишен спорт на Штип Зоран Арсова во гостувањето во спортскиот магазин Трибина на МНЕТ телевизија. Планирано е велосипедизмот да биде на пешачката патека, да бидат офатени сите школи, да речеме по неколку велосипедисти. И тука ќе има еден хепи, тука ќе има музика, ќе има игри на овој дел на почетокот на пешачката патека, ќе се извози една рута на возење и мислам дека таа нема да биде од надприроднички карактер, туку едноставно децата да рекреираат. Доколку планинарењето се планира да се одржи во месец мај, на планината Плачковица со планинарите ќе се одреди една рута каде што на планинарскиот дром Вртешка ќе има една заедничка дружба со сите членови на ова планинарска тура, ќе се направи таа прошетката низ планината и повторно ќе се вратиме во Штип. На овој начин на децата им се остава простор за избор кон кој спорт да се насочат, а при тоа бенефити имаат и клубовите бидејќи на тој начин имаат можност и за селекција. Сите градови во Македонија, некои ние сме Штип некои фатени да сите дечиња започнуваат со фудбал и сите ние други спортови малку потешко ги придобиваме децата да почнат да се занимаваат со останатите спортови. Не дека нема, со овие активности веќе децата имат поширок спектар на можности дека да го продолжат своето активности спортски, така да во одбојка гледаме дека има голем број на заинтересирани. Еве веќе и во ракометниот клуб доаѓаат дечиња што сакаат да го тренираат ракометот, исто така и во другите спортови, и мислам дека со овие активности децата имаат поголем спектар на тоа дека и што би можеле да тренираат во иднина. Спортската манифестација Пролетни денови на училишен спорт се реализира само во Штип. Истата прераснува во успешен проект и пример кој веќе буди интерес и во другите градови за негова реализација. Веќе за следната година, како што најави Арсо во гостувањето во спортскиот магазин Трибина на МНЕТ телевизија, за следната година е планирано воведување на нови спортски игри, односно вклучување на нови спортови.